Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Нов викенд, нова тура, нова авантура. Се мачкаме со крема за сончење, затоа што минатата авантура, еве кај што гледате што ме фаќа одско, мојот врат беше цел црвен, затоа што заборавивме да се намачкаме. Значи, еве сме во Патишка река, едно прекрасно село на Караџица, од каде што почнуваат неколку многу убави планинарски патеки и можете да искачите неколку многу добри врвови. Од овдека можете да отидете на врвовите Убава и Остри врв, на Миленков камен и на врвот на кој што ќе одиме денеска, односно кон кој што ќе одиме денеска, а тоа е врвот Мирска вода. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Инаку до селото Патишка река се стигнува за едно, речи си, 1 час од Скопје. Тргнувате на кај Драчево, на кружниот тек вртите десно на кај Марков манастир. Од таму, од кој ќе поминете раскрсницата за Сопиште, возите уште 2-3 километра и од левата страна ви се појавува една табла за Вила река. Тука вртите лево и продолжувате по еден многу убав пат кој што е малку тесен, треба да внимавате, меѓутоа вози низ една многу убава природа и на неколку места, барем порано, реката го пресекуваше патот, додека пак сега на неколку места тоа е направено како канал, ама сепак на едно место поминавме низ река и беше многу интересно. Паркирате кај џамијата на средина на селото и од тука тргнувате нагоре кон некој од патеките. Врвот кон кој што ние супатуваме денеска, тоа е Мирски води, со тоа што не верувам дека ќе стигнеме до врвот, бидејќи е малку напорна таа тура, има околу 1100-200 надморска височина за искачување, денот е жежок, ние малку доцна тргнавме и уште една причина зашто баш овдека се решивме денес да одиме, тоа е дека на нашиот другар Дарко, кој што има викендица во Патишка река, денеска заедно со уште неколку наши другари прославуваат роден ден. Така што по оваа кратка тура треба да се вратиме на време за да можеме да отидеме и да го испиеме заслуженото пиво таму поред рекичката. Да не заборавиме да споменеме голема благодарност до Турниме да кинисам, страницата на која што најчесто наоѓаме инспирација каде да прошетаме, кога ни треба некоја пократка тура, подолга за со дете, за без дете и така натаму. Исто така на Викилок многу често се информираме, бараме патеки. Сибел Јакуповиќ, која што не ја знаеме, ама ја поздравуваме, затоа што незините тури се некои од најинтересните. Исто така и речиста нема кај сме тргнале да нема некоја тура обележана и помината од нејзе. Прочитавме на Турниме да кинисам дека после шумата има некоја многу убава ливада, до таму се некои 2-3 километра пешачење, убав успон околу 600-700 метра, така да како да се качеле на водно, а ке треба од таму, од оно што го прочитавме, да се отворат убави погледи и да уживаме во врвовите од околу, барам Миленков камен, а ќе видиме и другите, со дрон сигурно ќе видиме. Така што препорака малку повеќе и почесто се посетува Патишка река, затоа што некако ја имаме запоставено. А меѓу другото, исто така овдека има едно од единствените места во Македонија, од малкуте места во Македонија, каде може да качувате на мраз во зимски услови, така што ќе ви ставам и линкот од едно видео од пред некоја година, каде што со Алпинска федерација на Македонија качувавме малку и на мраз на Патишка река. Така што продолжуваме полека ни шумичката, ја бараме ливадата.
Што бе? Кратка пауза за да руча господинот. Продолжуваме, би требало да имаме некаде уште 1 километар од прилика до ливадата до која што сакаме да стигнеме. Не се смеј. Не се смеј. Се накрка и сега лесно ти е да вриштиш, а? Спремен? Одиме? Добре, тие се радосни звуци, така што може да се движиме полека. Ајде. Го стегнеме малце спијачот, затоа што многу странично спие. Сега се надеваме дека малце ќе го нацентрираме кај да сме за кратко на ливадата, ама барем овие уште 200-300 метра да не се скифли малиот. И еве сме конечно на ливадата која што баравме од Скопоцко, ни стана од спиење таман на време, за да уживам овие гледки. Значи ова позади нас некаде е врвот Мирска вода, до кој што нема да се качиме денес, бидејќи немаме време, немаме ни многу душа. Позади имаме некоја бачилце и овдека се гледа буквално до цело Скопје сонја водно позади. И на овој крај ги имаме убава и Остри врв, не знам точно кој е кој, ама тоа ви е отприлика целиот пейзаж тука, кој што е стварно фантастичен и идеално е некојаш да може да си доете на една кружна туричка, да ги свртите сите овие врвови, да уживате цела оваа убавина од уште повисоко, а ние денеска тука го прогласуваме конечната точка, ја прогласуваме на нашата денешна авантура. Пуштаме дронче, одмараме малку и одиме на роден ден на заслужено пиво. Еве сме на крај на денешната тура. Не беше баш кратка, по 2 сата не фати нагоре и сат и пол надоле. Од Скопоцко, како пообичајно враќање си заспа. Сега малце касниме на роден ден, ама па идеме
убаво изгладнети, убаво изжеднети, така што нема да ни се наљутат кога ќе ми испиеме по 4 пива и ќе ми зедеме 2 плескавици.